Веќе 20 години прилепските домаќинки од Сдруженијето Преродба се верни чувари на нашата традиција. Веќе 2 децении поред, секоја година за овој ден, тие ја подготуваат постната бадникова трпеза и ни раскажаа за големиот број обичаи поврзани со овој ден во Прилеп. Денес е бадник, семејството се собира на фамилиарна вечера и го сметаме како семејна слава, бидејќи целото семејство се собираме на вечера. Посна е вечерата, во која имаме гравче, сарма, ореви, овошје, костени секако и други посни работи, баклава исто. Бадник е последниот ден на божичните пости, утре е Божик, Христовото раѓање, кое со радост ке го пречекаме, како во семејството, така и во фамилијата, па и пошироко меѓу роднини и пријатели. Се одржуваат и ние како здружение со овие наши активности сакаме да пренесиме и на младите генерации, да задржат барем дел, да ја задржат суштината на она што ние го имаме како народ, по она што ние сме препознатливи. Ако немаш костенче, да ми дадеш оревче, ако немаш оревче, да ми дадеш париче. Ај се по-богатно! Овие денови, кога се очекува да пристигне најрадосниот ден кај христијаните, рождеството Христово Божик, се многу почитувани кај прилепчани. Традицијата ја запазуваат сите генерации, од 7 па се до 77. И па на Сабајле се ги пречекуваме коледарчината, ни тропаат на вратата, ни ги пеат бадниковите песнички, ние со радост излегуваме, му подаваме оревчина, костенчина, бидејќи тие се традиционални овошје што треба да ги удостоиме. Инаку, сите го почитуваме овој празник, бадник, бидејќи со радост голема си го дочекуваме утрешниот ден, прв ден Божик, Христовото раѓање. Што се подготвува на бадниковата трпеза? Претежно е, бидејќи се и последен ден од постите божични, се е посно на трпезата, гравче, сармичка и овошје претежно тие работи. Мазник, бадниково мазниче, некој со гравче си го прави, некој со ориз варен и така. Утре е Божик, кога христијаните се поздравуваат со христијанскиот поздрав Христос се роди, а на тоа другите им одговараат на вистина се роди.